Фудбалерите на Работнички по пауза од 5 години повторно го освоија националниот куп на Македонија. Со тоа дебармалци се закитија со третата титула победувајќи го Металург во 22-то финале на Купот на Македонија. Работнички го победи Металург со 2:0 на Филип II арената во Скопје. Борче Маневски од пенал во финишот на првиот дел, односно во 45-та минута му донесе водство на Работнички од 1:0, откако претходно Металург остана без играч помалку по исклучувањето на Пеев во 32-та минута. Во вториот дел, романтичарите го чуваа минималното водство се до втората минута од судиското надополнување, кога по еден контранапад Петров ги постави конечите 2:0 за Работнички, кој го одигра своето пето финале и го освои третиот трофеј во Купот на Македонија по 2008-2009 година. Металург го одигра своето второ клубско финале во националниот куп и не успеа да стигне до својата втора титула. УЕФА соопшти дека холандјанецот Бјорн Кујперс ќе биде главен судија на дуелот помеѓу Реал Мадрид и Атлетико Мадрид во финалето од Лигата на шампионите кој ќе се одигра на 24 мај во Лисабон. Кујперс со знакот на УЕФА е од 2006 година, има судено на 68 европски надпревари, а сезонава во Лигата на шампионите беше главен судија на 4 надпревари. Помошници ќе му бидат сонародниците Сандер ван Роекел и Ервин Зајнстра. Четврт судија е турчинот Джинејт Чакир, а двајцата додатни судии кои ќе стојат зад головите се холандјаните Пол ван Боекел и Ричард Лисфелд. Ни Реал ни Атлетико Мадрид немаат победи на надпреварите на кои судел Кујперс. Реал во сезоната 2011-12 одиграл 1:1 во Москва против ЦСКА, а минатата сезона во Дортмунд загуби од Борусија со 4:1. Атлетико во сезоната 2009-10 во фазата по групи против Челси одигра 2:2. Луис Фелипе Сколари го објави комплетниот список на 23 фудбалери на Бразил кои ќе учествуваат на Мондијалот оваа година. Сколари ја изненади јавноста со својот избор, бидејќи на неговиот список нема фудбалери како Кака, Лукас Моура, Миранда, Фелипе Луис, Роналдиньо, а се наоѓа дефанзивецот на Наполи Енрике Падури и ветераните Маикон и Максвел. Голмани се Цезар, Джеферсон и Виктор, одбрана Данте, Давид Луис, Тиаго Силва, Енрике, Дани Алвес, Маикон, Марсело и Максвел, среден ред Фернандиньо, Хернанес, Луис Густаво, Оскар, Паулиньо, Рамирес, Вилијан и Бернард и во нападот Фред, Хулк, Жо и Неймар. Бразилците се во групата А, каде противници ќе им бидат Хрватска, Мексико и Камерун. Домашните тимови остварија победи во двете средби кои се одиграа синоќа во NBA плеофот. Оклахома Сити победи во вториот надпревар од полуфиналето на плеофот на Западот пред своја публика изремнувајќи на 1:1 во победи во серијата со LA Clippers. Оклахома Сити победи со 112-101. Кевин Дурент на оваа средба беше наефикасен со 32 коша, трипл-дабл имаше Расел Весбрук со 31 поен, 10 скока и 10 асистенции. Редик беше наефикасен кај Клиперси со 18 поени, Пол даде 17 поени и 11 асистенции, а Блейк Грифин 15 поени и 6 скока. Серијата помеѓу Тандерси и Клиперси се сели во Лос Анџелес, а наредната средба е закажана за сабота наутро. На истокот Индиана Пейсерс исто така изравни на 1:1 во победи во серијата со Вашингтон Визардс. Пейсерси синоќа победија со 86-82. Рој Хиберт постигна 28, Џорџ Хил 14 поени и 4 скокови, а Лен Стивенсон 12 поени, 7 скока и 5 асистенции. Кај Вашингтон Горта даде 21 поени и 11 скока, Бил додаде 17, а очена вечер имаше Џон Вол со само 6 постигнати поени. Следните два меча се играат во Вашингтон. За вечерва предвидени се вторите средби од полуфиналните пресметки на истокот и на западот помеѓу Мајами и Бруклин, односно Сан Антонио и Портланд.